Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Универзитетот Свети Апостол Павле одбележува 15 годишен јубилеј. Рехабилитацијата на регионалниот пат Охрид Свети Наум ќе биде готова до февруари 2025 година. Најавените туристи од европските земји ќе го зголемат туристичкиот приход и ќе раздвижат локалната економија. Се трага по 60 годишен струженец кој исчезнал во регионот на село Брчево. Кривична пријава за сопственик на автосервис во Охрид, кој не ги извршува поправките, ги вадел исправните делови од автомобилите, а потоа ги продавал на трети лица. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме сончево и топло време со максимална дневна температура до 18 степени Целзиусови. Во среда на Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови стабилно време со зголемена облачност и релативно топло за овој период од годината. Во областа на Алпите и во Италија нестабилно време со врнежи од дожд кои локално ќе бидат поројни, а слаби локални врнежи од дожд се очекуваат и во крајните североисточни предели на Европа. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Врнежи од дожд се очекуваат во крајните северни предели на полуостровот. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 25 степени. Во Македонија во среда денот ќе го започнеме со уште едно студено утро со температури кои што ќе се движат во интервал од -3 до 7 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и надпросечно топло време за овој период од месец октомври. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 15 до 24 степени. Во Охрид во среда по студеното утро и температура од 5 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со дневна температура до 19 степени. Во Охрид во четврток и петок по студеното утро, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Утринската температура од 4, односно 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18, односно до 17 степени. Во сабота сончево и топло време за овој период од годината со утринска 6 степени, а максималната дневна до 18 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид одбележува 15 години од основањето, со добивање акредитација за воведување докторски студии по компјутерски науки и инженерство. Денеска во просториите на универзитетот се одржа свеченост по повод јубилеот и патрониот празник. Се навраќаме во минатото да ги согледаме нашите минати успеси, да ги прославиме, но и да гледаме во иднината, да си дадеме нови ветувања и да си поставиме нови цели, истакна во своето обраќање ректорот професор доктор Иван Бимбиловски. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид одбележа значаен јубилеј, 15 годишнина од своето основање, истовремено одбележувајќи го патрониот празник. На денешната свеченост на која присуствуваа гости од земјава и странство, амбасадори и академици, беа доделени дипломите на дипломираните студенти од прв и втор циклус студии и беше даден краток осврт на главните моменти кои го одбележаа развојот на оваа високообразовна и научна институција во изминатите 15 години. Ги славиме успесите и учиме од искуствата со цел да обезбедиме подобри услови за нашите студенти, но и за градот Охрид, државата и пошироко, истакна ректорот на универзитетот професор доктор Иван Бимбиловски. Бројките покажуваат, бројките ќе ги кажам, дека ова е успешен проект. Успешен проект не во само во образовна академска смисла, туку и во економска и социјална смисла. Значи, низ нашите клупи дипломираа многу студенти, 1500 домашни и 240 странски студенти до сега. Минале 70 на професори од земјата и во странство, што студирале на врвни универзитети, каде што работеле на врвни универзитети, биле дел од нашиот академски тим. Голем број на успешно реализирани проекти, околу 1 милион евра имаме проектни активности остварено, од проекти од Европската Унија, од светски истражувачки програми и мрежи. Посебно сме горди на тој успех.
Вработливоста на студентите кои излегуваат од Универзитетот Свети Апостол Павле е голема. Најголем дел од дипломците наоѓаат работа веднаш по завршувањето на студиите или пак го продолжуваат школувањето на врвни институции, вели ректорот Бимбиловски. Имаме примери за наши студенти вработени во светски познати фирми од IT сектор. Би извел само неколку: Тесла, Google. Наши студенти се дел од тие тимови, ние сме горди на нив. И тоа не е исклучок да се само неколку. Тоа е голем број на студенти. Наши студенти после дипломирањето на прв циклус добиле врвни стипендии, престижни стипендии на етаблирани институции, универзитети во Европа, би извел Берлин, би извел неколку универзитети во Швейцарија, во Данска, што покажува дека ние ги подготвуваме на квалитетен начин, што е признат не само во земјата, туку и во странство. Во поглед на понатамошниот развој на универзитетот, новина е добивањето на акредитација за трет циклус студии, односно докторски студии по компјутерски науки и инженерство. Навистина големо постигнување, бидејќи е тоа процес што е доста ригорозен и се испитуваат повеќе институции во земјата. Ние успеавме преку тој процес да докажеме дека заслужуваме да организираме такви студии на највисоко ниво. На денешната свеченост во просториите на универзитетот беше присутен и амбасадорот на Народна република Кина во Македонија, неговата екселенција Џанг Цуо, кој додели 18 стипендии за студирање на универзитетот на најуспешните студенти од сите студиски години, што е резултат на долгогодишна плодна соработка на Свети Апостол Павле со кинеската амбасада. Регионалниот пат Охрид Свети Наум ќе биде готов до февруари наредната година, информираат од јавното предпријатие за државни патишта. Рехабилитацијата и поправката е на должина до 24,3 километри, а вредноста на зафатот изнесува околу 613 милиони денари средства од буџетот на јавното предпријатие за државни патишта. Рокот за изградба е февруари 2025 година, а изведувач е фирмата Илинден Ада од Струга, информираат од јавното предпријатие за државни патишта на Република Македонија. Додаваат дека вкупниот прогрес на градежните работи изнесува 75%. Најавените туристи од европските земји ќе го зголемат туристичкиот приход и ќе ја раздвижат локалната економија. На балканска тура, на која ќе одат французи, германци и англичани, се очекува гостите да трошат од 30 до 50 милиони евра годишно во Скопје и Охрид, со што за 10 до 15% ќе се зголеми сегашниот број на туристи во нашата земја. Туристите од европските земји кои од февруари идната година ќе доаѓаат во земјава ќе ја продолжат сезоната и ќе го зголемат туристичкиот промет. На балканската тура на која ќе одат французи, германци и англичани, се очекува гостите да трошат од 30 до 50 милиони евра во Скопје и Охрид, со што за 10 до 15% ќе се зголеми сегашниот број на туристи во земјава. Според првиот човек на градот Охрид, овие туристи ќе значат продолжување на сезоната во главниот туристички центар, огромна поддршка за локалната самоуправа, но и голем бенефит за хотелско-гостителскиот сектор. Дефинитивно е огромна помош првично и за локалната самоуправа во однос на приходот на туристичката такса, меѓутоа секако и за бизнисите кои што ќе од секторот на угостителство и ресторанските услуги кои што ќе имаат можност да соработуваат со овие туроператори. Бројката е повеќе од одлична, 35.000, разговараме за период кој што не е шпицна сезона. Тоа е нешто поразлично од сето она што сме го гледале во изминатите 20 години. Научната фела смета дека треба да се инвестира во туристичките капацитети и едукација на стручен кадар кој што ќе може да ги обслужи гостите. На целото Охридско на Охридската ривиера, Охрид Струга од граница до граница нема повеќе од 17.000 легла, кои што можат во еден момент да примат гости. Може би не треба да се разговара и не треба да се размислува на градење на нови капацитети, но сепак ревитализирање на постојните. Треба да имаме соодветен кадар кој што говори јазици. Во Република Македонија има само 4 лиценцирани водечи на германски јазик. На француски има само 2 во цела Македонија. Еден во Охрид и еден во Скопје. Како ќе ги привлечеме, како ќе ги обслужиме истите, ако не го говориме нивниот мајчин јазик?
Значи, треба да се тие кои што сакаат да ги примат гостите, треба да дадат една иницијатива и да инвестираат во обука на соодветни кадри. Се очекува 35.000 туристи од февруари следната година да одат на балканската тура која што започнува во Скопје, Црна Гора, Албанија, Охрид и завршува повторно во главниот град, според аранжманот што го предвидува германската туристичка компанија РСД, со која владата постигна договор. Се трага по 60-годишен стружанец кој исчезна во реонот на село Брчево. Во текот на вчерашниот ден, доцна попладне, во 18 часот и 38 минути, оперативниот центар на Планинската спасителна служба бил алармиран од МВР секторот за потраги по исчезнати лица дека во реонот на село Брчево исчезнат жител на Струга на 60 годишна возраст со потекло од селото, кој претходниот ден се упатил да собира шумски плодови и се до 16 часот и 30 минути според соседите од селото не се вратил во својата викенд куќа. Тричлена екипа од Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид и водич на куќе за пребарување од Сдруженијето Куќе Спасител од Охрид во координација со Струшката полиција од утрово се на терен во обид да се лоцира исчезнатото лице. Акцијата е во тек, информираат од Планинската спасителна служба. Во петок театарската представа Кумови во хуманитарни цели. Во соработка со општина Охрид, Народен театар Охрид репризно ќе ја одигра театарската представа Кумови од Душан Ковачевиќ во петок 25 октомври. А парите од влезниците ќе бидат донирани за нашата сограѓанка Бојана Танеска Бонеска. Представата започнува во 20 часот, а цената на билетот е 300 денари. Билетарата работи секој работен ден од 10 до 17 часот и од 13 до 20 часот на денот на изведбата на представата, информираат од Центарот за култура Григор Прличев. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 39 годишен охриѓанец поради постоење на основи за сомнението за сторени кривични дела измама. Тој во повеќе наврати во својот автосервис во Охрид примал патнички моторни возила од граѓани од Охрид, на кои им барал и добивал одредена сума пари, ветувајќи им дека ќе ги отстрани дефектите и ќе изврши комплетен ремонт на нивните возила. Пријавениот не ги извршувал поправките во договорениот период, а дополнително ги вадел исправните делови од автомобилите и ги продавал на трети лица, со што се стекнал со значителна противправна имотна корист, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Да погледнеме кои настани беа актуелни денес во светот. Израел ја откри најчуваната тајна на Хезболах. Бункер скриен по болница во главниот град Бејрут со половина милијарда долари и злато во него. Хагари, портпарол на израелските одбранбени сили, изјавил дека парите се користат за финансирање на нападите на Хезболах врз Израел, пренесува Times of Israel. Тој додал дека трезорот се уште не бил на мета на израелските одбранбени сили. Според проценките со кои располагаме, најмалку половина милијарда долари во банкноти и злато се складирани во овој бункер, пари кои би можеле и се уште можат да се искористат за обнова на државата Либан, рекол Хагари. Тој информирал дека покрај префрлањето пари на Хезболах преку Сирија, вклучувајќи ковчези со пари и злато во авиони за иранската амбасада во Бејрут, терористичката група исто така изградила фабрики во Сирија, Либан, Јемен и Турција, кои обезбедуваат приходи за нивните терористички операции. 5 лица, од кои 2 возрастни и 3 деца се убиени во куќа во богата населба во околината на Сиетл. За убиствата е осомничено 15-годишно момче, соопштиле властите од Американската сојузна држава Вашингтон. Тој наводно ги убил родителите и 3 браќа и сестри, а едната сестра била тешко ранета, пренесува Reuters. Според наводите на медиумите, тешко ранетото девојче успеало да избега од куќата и да побара помош кај соседите, пошто веднаш пристигнала полицијата. Портпаролот на одделот на шерифот изјавил дека осомничениот е приведен без да предизвика проблеми. Тој додал дека се уште се работи на утврдување на мотивот за насилството. Најмалку 6 смртни случаи и сериозни материјални штети предизвика тропскиот циклон Оскар кој ја погоди источна Куба. Во провинцијата Гвантанамо цели области биле поплавени, а спасувачките екипи не можеле да стигнат до погодените области. Според властите, најмалку 1000 куќи биле оштетени. Ова не е единствениот проблем со кој се соочува Куба деновиве. Имено во петокот целосно колабираше дотрајната електрична мрежа, оставајќи најголем дел од околу 10 милиони жители четврта ноќ поред без струја. Според председателот, досега обновена само 1/3 од снабдувањето со електрична енергија во земјата.
Најпопуларната пица во една германска пицерија имала тајна состојка. Пицерија во Дизелдорф на мени ја нудела пица број 40, која всушност била пратка со кокаин, а полициските службеници изјавиле дека токму таа пица била најпродавана, пренесува Дојче Веле. 36-годишниот собственик на пицеријата фрлил торба полна со дрога низ прозорецот веднаш штом полицијата му задзвонила на вратата. Тој немал криминално досие и 2 дена по апсењето бил пуштен на слобода, пошто повторно почнал да ја нуди пицата број 40, што всушност и помогнало на полицијата да идентификува и други алки во синџирот за дрога. Полицијата покренала акција во која биле уапсени 15 лица, од кои тројца биле осомничени за набавка на дрога. Запленети биле 1,6 кг кокаин, 400 грама канабис и 268.000 евра во кеш. Во истрагата учествувале 150 полицајци. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!